Стефче, условите тука во Маврово одлични, како течат овие први денови од првата фаза на подготовки на Еврофарм работник? Добро, мислам дека имаме стварно едни изворедни услови за овој дел од сезоната, она што е предвидено до 30 да го одработиме овде. Тука сме веќе 2 дена, се оди според планот на подготовките. Се работи напорно, значи момците се трудат максимално да ги извршат сите зададени задачи. Што ќе повторам, имаме фантастични услови за еведни летни подготовки, како што може да понуди и секој еден европски центар за припрема на спортски екипи. Во моментот ја користиме салата за кревање товар и стадионот. Временските прилики се изворедни, се тече според планот, така да се надевам на еден успешен прв дел од подготовките. Додеа 7 нови ракометари, си заминаа некои клучни како Кузмановски и Острушко. Впечаток е дека Еврофарм е посилен од минатата сезона, но и одговорностите и конкуренцијата во сезоната 2019-2020 се многу пообемни. Добро, мислам дека два носители на играта е Кузмановски и Острушко, играчи на кои што во минатата сезона ја базиравме играта, го напуштија клуба, знаете, Кузмановски во Магдебург, Острушко и покрај тоа што му понудивме услови кои што мислам дека беа изворедни, не сакаше да го продолжи договорот со Еврофарм, само од нему познати причини. Дојдеа 7 нови играчи кои што по мене ќе бидат адекватна замена. Се појачавме на некои позиции каде што јас мислев дека треба и заедно со нашата управа, се со цел да успешно одговориме на предизвиците што значи СЕХА лига и Лига на шампиони. Кажав и претходно дека ние сме дебитанти во двете лиги, но нема да лесно ја продадеме нашата кожа и ќе се трудиме на секој надпревар да одиме на победа, без разлика што играме со великани на Европскиот ракомет. Знаете дека во групата во СЕХА сме со финалистот на Лига на шампиони, имаме една исклучително тешка исто група во која што од Лигата на шампионите, во која што Спортинг можам да кажеме еден од фаворитите, другите Татран да не зборувам, значи знаете се со кои представници. Мислам дека не очекува една напорна сезона со згуснат распоред. Се надевам дека ќе играме пред битолската публика и дека достојно ќе го репрезентираме и битолскиот и македонскиот ракомет. Европа сега малку поинаку гледа и на македонскиот ракомет со Вардар и Еврофарм како два представници, со Вардар како европски првак. Факторот изненадување за противникот Еврофарм ќе постои, ќе бидат ли противниците некако предпазливи бидејќи не знаат против кого играат, може ли тоа да не биде дополнителна шанса? Добро, денес во овој модерен свет многу тешко да се скријат адутите и картите, може би на оној прв надпревар со Пекин, Кина. Ете, ако не можат да дојдат до некоја информација, после тоа се денес толку отворено, значи може да се анализира секоја екипа до најситен детаљ. Јас се надевам прво дека ние ќе гледаме нашата работа, односно ќе се посветиме на нашата работа, дека овде ќе се подготвиме добро пред се физички, тактички, за се што не очекува во наредната сезона. Фактор изненадување. Нормално доколку не подценат, доколку мисля дека сме некој клуб кој што, ете така, случајно дошол до СЕХА и до Лига шампиони, што не верувам, може да се деси. Искрен да бидам, не очекувам дека некој ќе биде изненаден. Знаат за каков клуб се работи, знаат за каков проект се работи сите. Денес пак ќе кажам во овој свет на интернет и на светот е глобално село, така да бидам искрен, ние ќе се фокусираме на нашата работа, анализа на противниците против кои играме, да што поподготвени ги пречекаме сите надпревари и пак ќе кажам, се представи во најдобро светло. Македонија во последните години и Вардар и Еврофарм и секоја друга екипа која што настапувала во секој европско надпреварување играла значителна улога. Јас се надевам дека барем ќе дојдеме блиску до оние резултати што Вардар ги бележеше, Металург своевремено, да не, значи
Пелистер своевремено кога играше финале на Челендж Куп. Имаме традиција, знаеме како, имаме сала во која што е тешко да се игра. Се надевам дека ќе се заврши да можеме да настапуваме пред наша публика и мислам дека ќе гледате добри надпревари во битва. И за крај се предвидува како никогаш до сега квалитетна Суперлига со Вардар кој што го измени тимот, но тоа не значи дека е нешто драстично послаб бидејќи доведе квалитетни имиња. И Металург кој што исто така се екипира минатата сезона Еврофарм и тоа како запрети во дуелите против Вардар, прецена на преварот во Битола, во некоја перспектива следната пролет го гледате ли Еврофарм уште поблиску до Вардар играчки? А добро, ние ќе одиме чекор по чекор. Сега не можам да кажам, во Вардар знаете дека гро од носителите на играта од ланската година останаа Вардар европски шампион. Ке се трудиме да бидеме чекор поблиску до Вардар. Далеко е март месец и она што значи Суперлига на Македонија. Металдруг и добро е тоа за македонскиот ракомет што повторно се враќа си, сака да биде конкурентен, да биде силен. Секако дека не очекува интересна пролет. И јас се надевам дека до тогаш нашата екипа ќе биде подготвена за сите предизвици што значат домашно првенство. Овие надпревари како во СЕХА лигата, така и во Лигата на шампионите ќе донесат една дополнителна вредност за нашата екипа, ќе донесат силни надпревари на кои што ќе видиме каде сме и зашто да не напролет да бидеме рамо до рамо со европскиот првак. Благодарам, се надевам добро ќе се подготвите и дека ќе го репрезентирате македонскиот ракомет на во најдобро можно светло. Благодарам и на вас.